Добар ден на сите, почитувани. Еве граѓаните на Република Македонија денеска по кој знае кој пат беа сведоци дека пратениците на владеачкото мнозинство уште еднаш ги ставија на преден план партиските интереси и личните интереси наспроти интересите на граѓаните на Република Македонија. И иницијативата на пратеничката група на ВМРО ДПМН и опозицијата за намалување на акцизата, односно враќање на акцизата за дизел горивото во правобитната состојба пред 1.1.2018 година, односно 3,5 денари зголемената акциза, беше наш предлог да се намали за тие 3,5 денари и со тоа да се растеретат трошоците за индустријата, стопанството, за граѓаните на Република Македонија и нели како што позицијата кога беше опозиција ветуваше живот, само една година после нивното владење навистина дојде живот, но како што велат граѓаните дојде поскап живот. Ние апелираме до владеачкото мнозинство, односно до пратениците од владеачкото мнозинство, по нашето внесување на поднесување, тоест на овој предлог закон во редовна процедура, бидејќи денес тие го одбија доди по скратена процедура, да сепак интересите на граѓаните ги стават пред партиските интереси и при редовната процедура на носење на овој закон го поддржат законот и на тој начин влијаат на квалитетот на живот на граѓаните на Република Македонија. Верувам дека, пак ќе повторам уште еднаш, интересот на граѓаните на Република Македонија ќе биде пред партискиот и личниот интерес на пратениците од владеачкото мнозинство. Како за илустрација, од сите податоци што досега ги имаме, ако ги споредиме податоците денес во споредба со оние од 2016 година и колку ги чини индустријата, транспортот и семејствата во Република Македонија ова зголемување на акцизата, бројките велат следново дека само индустријата ја чини нови приближно 5,5 милиони евра, транспортот ги чини едни фантастични 32 милиони 544 илјади евра, а домакинствата, ако ги споредиме оние предлог тоа е закони кои ги донесо со кои се укина радиодифузната такса и се воведе ефтината тарифа за струја, во споредба со ова покачување на акцизата ќе видиме дека граѓаните на Република Македонија се сериозно измамени, затоа што само со покачување на акцизата некаде околу 20 пати повеќе се намалил нивниот животен стандард. Така да има сериозни аргументи кои што одат во прилог на ова законско решение и ние сме убедени дека, пак ќе повторам и со ова ќе завршам, да интересот на граѓаните на Република Македонија ќе биде пред се и над се, иако денес не го видовме тоа или со своето однесување и гласање против ставање на овој закон во една скратена процедура и гласање во собранието на Република Македонија, тоа пратениците на СДСМ и владеачкото мнозинство не го докажа.